Добре дојдовте во моето ново видео. Денес ќе снимаме малце посериозна тема, пошто мојот миленик е болен, моето куче е болно, а уште не се знае што некои лекари вика дека било сплеткување на црева или слично, значи да не должиме многу пред да почнеме видео, оизно лайк, субскрайб и пишете во коментар баш ваше искуство со вашиот миленик, дали има ваква болест и кај може да ми препорачат, пошто не можам да гледам стварно кучето, го имам веќе 5 години и ќе ви кажам за шо раса се работи. Уживајте во видео, мислам дека ќе го најдеме решението и лекот за мојот миленик. Еве, видете какав е, значи во стомакот, видете го. Некој вика дека има сплеткување на црева, некој вика дека се бубрезите. Еве, видете. 5 години че го имам, ето. Кај? И не може да оди многу, се гледа. Нормално дека е чешкото, ама е слично и барам помош што може да види, пошто немам да огне стварно ме жалам, многу сакам аварсове, значи германски овчар. 5 години ги имам, значи со педигре со се, али што му се случи најнаш, не знам, видете самото подот како оди и сака само да легнува, ама убаво што јаде. Друго, да кажем дека е убаво што јаде и не знам што ќе се случи на крај, пошто патите луѓе ми рекоа дека имало апчина, пиел 17 дена апчина, да види дали ќе му се смири стомак, ако не ќе има нешто, ќе му дадат некои други работа, ама не знам што точно, мислам дека можно и да се оперира, патите ми викаат дека џабе ќе се оперира ако бубрезите му се расипани, некои викаат бубрези, некои му се сплеткани цревата и едноставно само му давам супа нешто лесно и вода, пошто не сме многу да јади. А од друга страна, кој ќе го читам, се гледа голема разлика дека не е многу енергичен, дека некам нема многу енергија, се уморва, пијам константно вода и став ми до негде да го прочитам, а пред тоа беше таман се е супер, али мислам дека од една работа си ме сличено, пошто имав порано замено гумени играчки и мислам дека гумената играчка едната имаше изеден, како што ми кажа баба ми, и одваја го спасе пошто почна да се дави и мислам дека од тогаш што таа играчка му се направи ова, баш сега ќе го видите зашто станува збор поточно од еве видете, голема разлика има, не знам дали и кај другите вакви раси мој исто стомако. Значи, еве, немојче ни да дичи, састајте го шо е, не е чешлено друго, ама стварно грати се уморува, пет тоа беше многу енергични, се знам дека чешкот имат многу мака и копат дупки, шо викат, али, ајде Рекс, дојди, не ни мрда, не ни ме слуша, почу е уморен многу и не знам дали имате решение, кажете ваше мислење, шо може, дали може да се спречи, или вака ќе остане, пошто стварно немам да гледам, пред 4 дена му беше преголем стомак, а сега се нама, пошто има апчина, ама шо апчина точно немам, пошто беше татко, ма не можев да одам, пошто не ќе така мислев да одам, пошто ми е жал, а и вако што поќе ми е жал, и затоа го правам ова видео, ако може да ми кажете за како може да го спречим и да продолжи да живе, сепак е куче и некој што сака миленици, сака ќе му дај мислење, ќе му поможи на некој. И затоа барам помош, пошто стварно е лошо, секако и вие ви поставиле на мојата страна да имате миленик што ќе има болест, дали со стомака, со бубрезите или слично, пошто не можеш да ги веруваш сите разни што ти кажат и не знаеш како да му кажеш на луѓето и на крај ќе испадне сосема друго. Ама да не мислиме на негативни работи. Че тоа можам да ви кажам, затоа го снимам ова видео, барам помош некој што се скроз за миленица онака навлезени и знаат многу работи, пошто јас не знам многу работи, а ги сакам милениците, најпоќе кучините, затоа чувам кучи, затоа сакам ова раса, али сепак барам помошот, ако знаете за што точно се работи, ако имате вакви раси или ваква сличен проблем со вашиот миленик, пишете коментар или пишете ми на Инстаграм, има и од мене профил, секако и од мене, и што зборам не знам што зборам ми споќе. Ќе оставам Инстаграм долу, да ми фоловните ако знаете што може да се спречи, пошто затоа го правам ова видео, не дека нема што да стам или слично, значи се работи сепак за сериозна работа, не мислам за мајта по ова видео и го правам за луѓе што сакам пример или што сакат да ми поможат, да дадат мислење, а не за да хейтат глупости такво, пошто реално во Македонија и нешто лошо да
ништо лошо да се случи дали на нешто, да снимаш и да бараш помош, ќе те напред будала, али секој си има своје мислење, си го направив моето, си бавар помош, дова се да кажете ако имате или какво било мислење, сакам на се прифаќам и да и биде лош коментар, нема везе, али ќе ми биде мило и драго ако ми помажете за мој миленик да го спаси. И заборев толку до видео, ако ви се допадна видео, ако сакаш вакво видео, да не забравете ставите лайк и субскрайб, а ние се гледаме во наредното видео. До тогаш, поздрав!